Почитувам градоначалник на општина Газибаба, господин Борис Георгиевски, почитувам генерален директор на ТАФ Македонија, господин Метин Батак, почитувани граѓани, представници на медиумите, дами и господа. Денеска, заедно со градоначалникот на Газибаба и генералниот директор на ТАФ Македонија, извршивме увид во активностите кои се спроведува за реализација на проектот за изградба на вакуумска фекална канализација со пречистителна станица во село Јурумлири, општина Газибаба, која само за подсетување е еден од 94 проекти кои што владата ги одобри преку ТАФ програмата во изминатиот период. Денеска навистина за мене представува чест затоа што сме во рурална средина, но гледаме урбано решение, прво од таков вид во нашата држава и кое што докажува дека навистина грижата за граѓаните треба секогаш да биде пред се, решенијата секогаш се наоѓаат. И овој проект, како и сите други проекти од ТАФ програмата, се вистински пример за грижата на владата за реалните секојдневни потреби на граѓаните. На дело сметам дека покажуваме дека се грижиме, дека ни е важен секој еден граѓанин, независно каде живее и дека секој заслужува достоинствени услови за живот. Само неколку збора околу проектот. Изградбата на вакуумската фекална канализација со пречистителна станица се одвива во 3 фази. Првата фаза ја финансираше општината преку сопствен буџет, втората фаза се финансира со средства од Светската банка, додека третата фаза, во која што се актуелните приклучоци на семејствата, се реализира со средства од ТАФ програмата кои се во вредност од 40 милиони денари или околу 650.000 евра. Повеќе информации секако ќе даде градоначалникот. Ова е најголемиот капитален проект започнат во општина Газибаба овие 4 години, но и еден од најголемите воопшто во претходните 20 години во оваа општина. Со овој проект се решава деценијски проблем на граѓаните на Јурумлири, кои нема канализациона мрежа. Офатено е целото населено место и конечно септичките јами можеме да кажеме дека стануваат минато. Одговорно и посветено работиме на тоа да ги исправиме деценијските неправди и го ставаме граѓанинот во фокусот на нашите решенија. Како никогаш досега ги поддржуваме општините и ќе продолжиме да ги поддржуваме општините и инвестираме во посветла иднина на општините и на граѓаните. Само преку ТАФ програмата, уште еднаш ќе подсетам, реализираме преку 90 проекти во речиси сите општини и сите плански региони со 49,7 милиони евра. Така се презентира грижата кон рамномерниот развој, така се покажува дека сакаме да го подигнеме животниот стандард, затоа што животниот стандард не се само финансиски средства, туку и подобри услови, подобри патишта за живот, поквалитетно образование, поквалитетни здравствени услуги, повисоко ниво на комунална инфраструктура, културниот живот и се друго кое што го опфаќа општествениот живот. Почитувани граѓанки и граѓани. Од лепезата на активности со кои ги поддржуваме општините, би сакал да се задржам само на она на кое што е помогнато Газибаба, бидејќи се наоѓаме во оваа општина. Општина Газибаба овие 4 години има навистина голема поддршка од владата. Со поддршка на владата покрај канализационата мрежа во Јурумлири, реконструираниот регионален пат Јурумлири Долно Лисиче Драчево, како и патот Илинден Хиподром во прва фаза, изградени се 2 нови делници на локални патишта во Булачани и Виниче, реконструирано е патот Раштак Бутел во прва фаза, изградена и пуштена во потреба е нова училишна зграда на општинското основно училиште Вера Јоцич во Хиподром и нова спортска сала во истото училиште, а завршена е реконструкција и проширување на 2 детски градинки во Железара и Јурумлири. Потребите на граѓаните стануваат врвен приоритет на владата и на локалната самоуправа и во наредниот период. Благодарам.